Блокади и кај Виница најавуваат тамошните жители доколку се отвори привремена депонија помеѓу селата Пеклан и Блатец и Драгобраште. Вакви се најавите, откако вчера на седница на Совет се изгласа нова алокација да се депонира нивниот отпад. Денеска Виница го достави барањето до Управата за животна средина за одобрување на локацијата и доколку добијат позитивен одговор, се очекува најдоцна до среда да се започне со чистење на градските контејнери. Но според директорот на Виничкото комунално предпријатие, проблемот ќе стане уште посериозен, доколку управата даде негативно мислење. Не знам на кој начин би се решил овој проблем, бидејќи ние нема да го собираме понатаму отпадот од населеното место Виница и останатите населени места. Веќе недела дена ние сме затрупани, пренатрупани со отпад и така од едно потенцијално жариште или еколошка бомба како што е депонијата во Кочани, сега имаме на секој чекор потенцијални жаришта за појава на заразни болести. Според Спасовски, проблемот ги надминува границите на надлежностите кои ги има локалната самоуправа и затоа е потребно да се вклучи и ресорното министерство. Издавањето на овие времени локации не е решение, не е трајно решение, сепак мора да го следиме проектот кој што е финансиран од преку ИПА фондовите, за кој што државата дала гаранции дека ќе се реализира. Веќе пети ден траат блокадите на крстосницата кај селото Бели. Граѓаните и понатаму не дозволуваат комуналните возила на Кочанското јавно предпријатие да депонираат смет. Во меѓувреме контејнерите во Кочани и Виница кои се преполни и од нив се шири непријатна миризба, представуваат темпирана бомба за ширење на зарази. Од неделата пак со механизација интензивно се работи на Кочанската депонија, целосно израмнета и потрупана со над 50 камиони земја, а вчера се третираше и со морски алги со цел да не се пали ѓубрето.